Почитувани, продолжуваме со Студио 10. Наш следен гостин е господинот Бојан Кордалов, комуниколог. Кордалов, благодарам што сте дел од ова издание на Студио 10. Пред малку заврши репортажата, односно разговорот што го сними Енџи Николовска со двајцата кончанчани Иван Ивановски од masterclass.mk и Ненад Вржалски, професор магистер по софтверско инженерство, за новиот софтвер што го измислиле со цел по непосредно да може да стигнат средствата што се донираат за луѓето преживеаните од Кочанската трагедија кои се лекуваат во странство. Тие се појавија на Инстаграм, побудени од страшната трагедија, со желба нешто да направат и да помогнат, нели прво на Инстаграм Кочани, што е следно. Го видовме разговорот, Кордалов, продолжуваме со вас. Некако темата работна на која што ја насловив во врска со нашиот разговор е социјалните мрежи бојно поле за екстремна поларизација. Може ли да се промени тоа? Повторно, како да чекаме некој настан, некоја случка, кога треба да сме обединети, кога треба можеби малку помалку повеќе да тихуваме, да сватиме што ни се случува, дека не треба натаму да се делиме, да се поларизираме, дека сето тоа не води кон нешто убаво. Ние како спротивно да се случува буквално една сатанизација. Се надевам дека не претерувам со овој израз, што е онако малку дзирнете макар и на социјалните мрежи. Од каде тој изблик на таков вокабулар, на такво една нетолеранција, едно нетрпение, едно не знам. Верувам дека сите бевме најблаго кажано разочарани, да не речеме згрозени од сето тоа што имавме можност да го видиме, и секако верувам дека сите сочувствувавме со тоа што за жал се случи во Кочани. Одбранбениот механизам на секој човек и начин на комуникација е различен, и од тука можам да разберам кога има различни гледишта и различни ставови, но сметам дека огромен процент од луѓето и на социјалните медиуми секаде навистина покажа достоинствено пред се почит и сочувство кон фамилиите кои што загубија човечки животи и поддршка во исто време и надеж, подготвеност да помогнат за се што можат да се спасат човечките животи кои што се борат. Да, за жал, како во секоја трагедија кај нас, се појавуваат луѓе кои што човечност им е помалку важна од интересите, дали се лични, дали се партиски, дали се некои други. И тоа е навистина проблем, бидејќи за мене клучното прашање кога комуницираме, вклучително на социјалните медиуми, е дали сме човечни, каде ни е човечноста, тоа е клучниот критериум. И ако така ги поставиме работите, ние ќе можеме да искомуницираме. Инаку револтот, желбата да се придонесе се дава на различни начини. Некој вика, некој тагува, некој плаче, некој објавува сожини, бара повеќе правда, се е тоа во ред. Меѓутоа мора да биде искрено и да биде со човечки напори. Ако стои интерес позади тоа, прво, не говори добро за никој човек што го прави тоа, второ, секојаш се препознава. Нема туѓа среќа на нечија несреќа. Нема ваша нечија среќа на туѓа несреќа. Тоа не може да се случи. И тоа е докажано многу пати. Едноставно, недало на жалост беше местото кое што навистина требаше да си ги прибереме мислите и да најдеме механизми како да бидеме подобри луѓе, но како и да го подобриме општеството, и да разбереме дека оваа поларизација која што ја споменавте, или овој систем на омраза едни кон други, на секоја тема и секој збор, дека не уништува. Да. И дека ја дава, знаете што, дава и ветер во грб на корупцијата. Бидејќи вие кога имате поларизирано општество, раздели па владај, мисламе она стара флоскула што која што ние сме се растеле, тоа е тоа, нема што разединето општество по разни основи, полесно за манипулирање и полесно да се инфилтрираат некои непосакувани тенденции внатре. Утрово прочитав една вест која што говори дека МВР детектирало некое лице од Велес, кој што на 4 февруари 2025, значи оваа година, за време на емитување во живо на емисија на национална некоја телевизија, на фан страната на телевизијата, објавувал коментари со кои промовирал омраза, лажги и тоа. Добро е што има вакви случаи, меѓутоа дали една ластовица ќе промени нешто? Затоа велим, една ластовица не е доволна да ја најави пролета, барем во вакви ситуации. Добро е, апсолутно е добро што се детектирало, што брзо се одреагирало за месец и пол, да речеме. Меѓутоа треба вакви случаи, според она се што се случува на социјалните мрежи,
треба барем по најмалку 10 на 20 да имаме на дневна основа. Може би повеќе. Ќе дадам една споредба што може би не личи најадекватно, меѓутоа сметам дека е. Од тој систем на кого ќе фатиме, тој ќе одговара и во сообраќајот. Да. Ние немаме среден сообраќај. Значи, ако вие поставите, сега во делот на казнената политика зборуваме, само тогаш кога ќе мора нешто да покажете или само тогаш кога ќе бруи во јавноста, во медиумите дека нешто има проблем, не можеме да го промениме нити општеството, нити да ја донесеме пролетта со една ластовичка. Токму затоа мора да сватиме дека казните постојат и мора да постојат ако се прекршат правилата. И оние луѓе кои што статистички, не јас да тврдам, тоа статистички се многу помалку што шират говор на омраза или клевета и така натаму на социјалните медиуми. Ако им се дадени безброј шанси да се променат и никој тоа не го санкционира, тој природно тој број да расте. Од друга страна, многу пати говориме, сметам дека е важно и овој пат да го спомнеме, ако политичарите се чувствуваат неодговорни да зборуваат што сакаат во јавниот простор, на партиските говорници, на институционалните говорници, во дебатните емисии, тогаш уште толку се дава ветер во грб на овие луѓе кои што сметаат дека не треба да бидат, тоа не е коректни, да бидат човечни, да бидат аргументирани во изразувањето. Бидејќи многу е лесно ние сега да почнеме да користиме различни фрази и недозволени зборови. Ќе видиме многу поинтересни во наводници. Добро, да. Но дали ќе направиме промена? Имаме повеќе гледаност или кликови или тоа, за жал. Но Миријана, дали ќе направиме промена? Никако промена нема да направиме. Ќе поларизираме, само можеби дополнително, да. Тоа го прават политичарите и тоа го прават овие луѓе кои што потикнати од политичарите од неказнивост упорно шират говор на омраза и други слични негативни и забранети работи во интернет просторот. Меѓутоа, јас на обуките за институции, така натаму, јас често кажувам, на што ставате акцент? Дали некогаш сме ги во наводници наградиле, поддржале, не со награда, туку со добар збор и со одговор, оние кои што аргументираат, кои што даваат критика. Знаете вие што најчесто ќе видите на страните на функционерите? Ако некој каже критика за функционерот, која што едноставно јавна критика, таа веднаш ќе биде избришена. Меѓутоа, ако користи говор на омраза кон некоја друга група, кон некој друг човек што не го таргетира функционерот или така натаму, кај што PR службата не чувствува директна одговорност, тоа ќе стои. И тоа е проблемот. Без да се води сметка дека и тоа на некој начин нели афектира некого, нели и шири говор на омраза. Така е, но од друга страна критиката кон одреден функционер, критиката издржаната, значи различното мислење, тоа не е за бришење, тоа е за полемизација. И сега ако ние развиваме начин на полемика и дебата, каде што има аргументи, ако е во некој пристоен наратив, што велиме ние, нормален како што сите зборуваме. И тогаш ние ќе ги мотивираме луѓето да дебатираат. А ние што правиме? Или ги бришеме оние кои што шират негативни, или во наводници партиите не лекуваме со тоа, како да кажам. Лекуваме, ама ако бришеме говор на омраза, не ако бришеме критика. А од друга страна партиите ги пуштаат често своите во наводници ботови или мрежи, кои што тука со истите зборови, истиот наратив се служат и создаваме поголем хаос. Сега, ако сакаме тоа да го промениме, мора да дадеме акцент и поддршка за луѓето кои што имаат различно мислење или свое добро, критичкото мислење е апсолутно многу здраво и многу добро за едно општество, меѓутоа и тоа треба да биде врамено, како да кажам, значи пак да водиме сметка за неговата пристојност. Не е добро ако излезеш и се служиш со некој вокабулар кој што не сакам ни да го овакво, дека така ќе добиеш или ќе бидеш посилен или повеќе ќе влијаеш. Можеби така мислат тие што се користат со тие. Затоа велам колку и тој промет на информација е многу зачестен на социјалните мрежи, многу брзо, барем кај нас во нашава средина се прошири. Јас некаде прочитав сега врз база на некој истражување, околу 70% од луѓето прво што се информираат преку паметните телефони, преку социјалните мрежи, за да дојдат до една информација и тоа таму можеш да прочиташ се и се што, како и да е. Како да ги заштитиме младите да не ги инфицираме од ова, како да ги научиме на критична мисла, како да развијат механизми во себе што малку ќе му рече чекај седни минутка две, не брзај, не се води од тоа што ќе прочиташ па да те поттикне, него размисли малку со ова кон каде води сето ова, да речеме. Еве имавме и сега се случувале манипулации порано, нели, со средношколските пленуми кога беа и тоа пред неколку години, еве и сега гледаме. Не знам, некако некој се обиде како да ги спротивстави студентите, кој сакал да излезе на протест, кој не сакал да излезе на протест.
Од каде овие тенденции? Мислам од каде? Да, јасно. Да, присутни се, тие се тука и така, но сакам да кажам, се поларизира младината, што не е добро. Мислам дека младите се конфронтира. Мислам дека младите одржуваат тековно уште една лекција дека се многу поотпорни од другите. Браво, и тоа е и со овие последни случувања и со многу пати претходно. Значи едноставно мора да бидеме со многу поголем степен на разбирање за младите луѓе дека сакаат промена. И дека во желбата на таа промена користат различни начини и методи. И тоа е сосем окей кога е во рамки на законите и во рамки на се, дали се тоа протести, дали се тоа говорења, дали е тоа поезија, драма, дали е тоа било која форма. Меѓутоа, мислам дека им покажа на политичките партии по кој знае кој пат дека место во нивното организирање нема. И дека секоја интервенција на политичките партии нема да заврши славно. И политичките партии сите мора да разберат дека немаат интерес да ги политизираат повеќе младите луѓе. Денеска младите луѓе имаат можности кои што се неброени, од физички, од патувачки, работни, секакви. И колку повеќе ги притискаме младите, толку повеќе тие си го наоѓаат својот пат далеко од нас. Нема дури ни простор за отпор. Едноставно го отфрлаат тој си го наоѓаат својот пат. Не е како пред 20, 30, 50 години. Точно. Кога имате затворени граници, кога имате скапи летови, кога за работа се аплицира по пошта, па се добива или за стипендија, че многу е променето. Денеска младите луѓе се на реална цена, барем оние млади луѓе што вложуваат во себе, во своето образование, вештини, во својот социјален живот и така натаму. Денеска социјалните медиуми покрај многуте негативни карактеристики даваат еднакви можности за некое оддалечено село од главен град или општина, а и најоддалечена држава од Европа, преку тие канали да некое видео стане популарно, вирално, да допре, дали е тоа за политички став, односно општествен став, дали е тоа за уметност, дали е тоа за некоја вештина. Ги споменавте луѓето, дечките од Кочани. Да, излегуваш од тој нели простор на анонимност, како да кажеме. Не само анонимност, таа кауза, ти кога имаш добра идеја, кога имаш добра кауза, кога тоа, значи веднаш се осојузуваат сите. Тоа не е плод на социјалните медиуми. Тие се канал, алатка која што дозволува комуникација апсолутно, да. Меѓутоа, добрата идеја имаш каде да ја пласираш. Медиумите имаат одлична платформа да проценат дали тоа им се допаѓа или сметаат дека треба. Дали е добро тоа да се пласира ако сметаш дека е за потребите на широкјавен интерес. Така што како да ги заштитиме, според мене мислам дека прво со личен пример. Сите повозрасни луѓе, не говориме само за дома и во образованието и секаде, мора да дадеме општествен пример. Оти не можеме да ги кривиме младите луѓе како се изразуваат, ако ние шириме говор на омрза. Не можеме да ги кривиме младите какви постапки прават или дали се политизираат онаму каде што нема потреба, ако ние тоа го форсираме и поттикнуваме. Значи едноставно според мене треба да дадеме пример со нашето однесување, а треба да дадеме поддршка и треба да разбереме дека тоа е нивно време. Чи јас не можам да имам 20 години денеска, но можам да дадам убав збор или поддршка или добра мисла, ако биде попарано се разбира, од одредена млада личност од мене. Тоа е тоа што можам да го направам. И толку се бара. Се друго ќе си го најдат патот, ќе се насочат, ќе работат, ќе прават и грешки, како што сме правили ние, како што правиме и ден денеска, и ќе можеме да направиме општество. Додека партиите или поединци мислат чекај оваа маса, јас треба овде да ја исконтролирам, нема перспектива. Прво нема да ја прифатено, второ го гуши тоа просторот. Така и добро е што нашата младина созреа нели во тој дел па да препознае нели политички влијанија, инфилтрација на политика во сето тоа што некој сака да се нели навлече, како да кажам, да јава на тој бран, на младешки бран. Велиме кога не може да се контролира протокот на информации, какви све информации. Кордалов, ти долго време работиш со млади луѓе, со све. Колку се развие низ годините таа критичка мисла кај младиот човек, се да не приме на една шамблок, нели да голтне и тоа, туку малку ете како што велиме да застане, малку да види, да процени од каде дува ветрот и тоа. И колку тоа им помага нели за утре другиен да одберат нели и правилна одлука и да изградат еден сопствен правилен настап во однос на некоја тема, во некое случување. Еве кога зборуваме за средношколци студенти, можеме да видиме реални дека конечно е видливо дека на интернет или на социјалните медиуми ние гледаме повеќе погрешни или неточни информации кои се споделувани од нивните баби и дедовци, отколку од младите луѓе. Младите луѓе се родени со технологијата, тие не можат да знаат подобро од повозрасните бидејќи растат, се развиваат и учат. Меѓутоа техниките
И моментот на сваќање и прифаќање на технологијата кај нив е во момент секундарен. Значи нема одложување како што е кај сите ние, во кои што во еден момент интернетот влезе во нашите животи, технологијата, па се уште викаме чекај шубаво беше кога читавме книга или кога листавме вестник, вистина убаво. Да. Тоа кај нив го нема. Тие се во едно друго време и технологијата е многу дадена. Тоа е првата работа. Втората работа е дека кога станува збрзо ние поставки на социјалните медиуми и заштита, тие многу повеќе ги учат и ги осознаваат и знаат да ги заштитат своите профили и комуникација, од причина што повторно многу полесен им е јазикот и поставеноста на работите на социјалните медиуми. Тоа е како да речеме во моја генерација кога излезе Walkman или видеорекордер и ние знаевме многу подобро од повозрастните како да ги ракуваме тие 10-20 функции, бидејќи се родивме на некој начин, израснавме со тоа. Така и денеска. Значи, овие млади генерации можат многу подобро. Но, она што треба да го дадеме, зашто го спомнав примерот, е дека вештините и знаењата секој човек ги стекнува како што расте и се развива. Тука ако направиме синергија, ако дадеме доверба, тука ако дадеме пример и ако почнеме да ги покажуваме позитивните работи што може да се прават, како повторно ќе кажам сапорт Кочани, како поддршката за младиот Јован, кој што спасил животи и иницијативата. Лице вчера беше или почна дојде во гимназијата. Значи ако покажеме дека на социјалните медиуми или на интернетот може да се промовираат позитивни работи, како мноштвото млади луѓе кои што учествуваат на различни надпревари за музика, танц, друга уметност или пак поезија и така натаму. Треба да ги форсираме тие ние медиумите, треба да се форсираат тие приказни на млади успешни луѓе. Јас пак секогаш сум нели во наводници адвокатот на медиумите. Вие ги форсирате максимално, ама политичарите не го разбираат тоа. Да. Јас не сум никогаш бил во вести од другата страна, меѓутоа можам да замислам дека ако денеска политичките партии и институциите испратат 100 соопштенија и пресконференции, кога ќе се остави простор за младите? Испраќаат веројатно и 200. Да. И мора да се извинете, народски чукнат главата и да разберат дека не припаѓа сцената политичка и општествена само на партиите. И дека не е интересно. Бројките го говорат тоа, рейтинзите го говорат тоа. А интересот за политички и општествени теми го говори тоа. Иселувањето на младите го говори тоа. Значи, со овој начин на функционирање и притисок да егоцентрично само партиите и политичарите се појавуваат. Да го освојат цел тој простор и да доминираат. Да доминираат, они го имаат освоено. Значи тој простор они го имаат освоено, само доминираат. Так, ако владата и партиите денеска закажат 30 настани, веројатно 10 до 20 ќе бидат покриени. И толку е. Значи мора да се има свест дека или ќе се намали тој број, или во своите активности ќе го остават просторот на младите луѓе да го говорат. Така, апсолутно. Луѓето врз кои што војнина почива, нели цел тој конгломерат на носење на одлуки, на управување со општеството. Еве, вие Кордалов и со политичари се среќавате, веројатно и побарали услуга од вас и тоа. Што велат они? Колку се они расположени да отстапат дел од тој колач? На зборови се сите расположени, на дела многу малку. Јас ги разбирам, заради тоа што да влезете и да сте денеска во политиката, бара да се однесувате по одредени насоки од времето кои што постојат. И тоа е многу жално, бидејќи или од многу пиар агенции, да речеме. Не, пиар агенциите само слушаат тоа што бараат политичарите. Да. И тука е главниот проблем, заради тоа што политичарите ангажираат многу често професионалци за да им кажат како да сработат. Значи на почетокот се вика вие ми требате или вашата агенција ми треба или чуда ќе направиме или ајде да промениме. И ако некој влезе во приказна, па се вика добро, ова е супер, сега да ти кажам што ми треба и вака да го направиш. И тоа се случува во секој, не само со пиар агенции, тоа се случува и со експерти во која сакат област, во социјала, сакате во земјоделие, сите луѓе што решиле да бидат професионалци се надоградуваат и да дадат придонес од страна, на крај политиката и институциите им викаат добро, ајде сега да си тераме како што знаеме. И ние затоа се вртиме во тој магичен круг цело време. Јас се надевам ќе излеземе. Не, знаете како, и најстрашната работа што политичарите не сакаат критика. Не станува збор дека некој излегува тука, барем за мене, зборам има такви што само критикуваат. Критика ради критика не, се да излезе дека ово нечи. Меѓутоа не има многу кои што излегуваме, особено медиумите, но и од другата страна луѓе што се во јавната сфера, што кажуваме дека нешто не е добро, но даваме решение. Мора да се разбере дека треба да се почитуваат тие работи во секоја сфера. Оти нас, например, кога ќе ни се расипе ролетната, ако не знаеме, најчесто не знаеме само да ја направиме, викаме човек
експерт за ролетни, ролетар. Тој е експерт во својата област. Не е експерт да сте вие само правник, комуниколог, новинар, инженер, експерт е ролетарот. И мора да разбереме дека ако имаме проблем, треба да ги викнеме луѓето што имаат своја експертиза во област. А кај нас имаме некако експерти кои што се по волја на едните и на другите и се вртат цело време околу тоа. И ние затоа не можеме најдеме решение. Да. Едно прашање, еве, дека не биде за крај, ама тука сме некаде на крај на разговорот. Дали сметате дека ова најавена регулација и дел од порталите, нели, да влезат во да бидат со закон, нели, утврдени некои норми и правила на функционирање, дека малку од малку ќе внесе ред во тој дел. Бидејќи се она што се прави за крвеноста на социјалните мрежи, потоа носи закрвености и во реалниот живот, заради тоа зборуваме. Да, дека не останува се на социјалните мрежи, која би останало се супер во тој виртуелен свет, меѓутоа виртуелниот свет го диктира темпото, начинот на живот во реалниот свет. Или говорот на омраза создава дела од омраза. Така е, во право сте целосно. Многу ми е поблизок овој наратив денеска, кој што вели дека ќе постои препознавање на законски регулираните медиуми во делот на онлайн медиумите, но без обврска кон другите, од едноставна причина што и претходно сум говорил, нема како вие да ги регулирате порталите. Оти некој ќе основа портал и ќе го регистрира во не знам која земја во светот. Во некои, нели, домени што не се под јурисдикција на државата или на Европска унија и така натаму, едноставно што ќе направите вие потоа? Вие да направите регистар. Не можете да наложите на компании или на други да не се огласуваат на други медиуми. Оти така не можете да изрегулирате се. Така што овој пристап сега кој што вели дека ќе ги препознаеме тие што професионално работат и почитуваат критериуми, е многу подобар и може да создаде реално мотивација, гледајќи ја позитивната призма кај сите да бидат дел од системот. Бидејќи постојат, тоа се извештаи на Европската унија, имате повторни извештаи од ЕАС, каде што кажува за напливот на дезинформација, странски влијанија преку. Тоа вие нема да го уништите, меѓутоа мора да ги охрабрите тие што работат професионално. И тоа е тајната што во нашето општество не се разбира. Тоа е тајната и за сузбивање на говорот на омраза, тоа е тајната и за било која регулација. Значи мора да ја укажете еве ги добрите примери. Со поддршка. Кај нас само се чека некој да сгреши и цело општество да се нафрли. Точно. Меѓутоа кога многу луѓе, повторно велам, огромно мнозинство за се вртиме околу нас и ги работите како треба, ние или се исмеваме или не признаваме. Тоа е проблемот. Да ги препознаеме стандардите и да ги мотивираме, а не да работиме само со казна. Казна кога треба. Меѓутоа, кај нас само се чека казна и да се зборува на таа тема. А што е со огромното мнозинство што прави добро? Како ќе го наградим? Да, точно. Ако има систем на казни, мора да има систем и на награди. Или обратно. Ако има систем на награди, казните доаѓаат сами. Неминовно. Оти вие ако некој му дадете дупло поголема плата, може да кажете дека другиот што не ја добил е казнет. Така му доаѓа. Кордалов, благодарам за гостувањето во емисијата. Поразговаравме на овие теми, секојаш има за што да се збори, нели, за оваа виртуелна сфера, но еве и да дадеме придонес кон сето ова што се случува, особено последниот период после Кочанската трагедија во тој дел. Благодарност уште нас и благодарност за нашите почитувани гледачи што не следе ова издание на Студио 10. Довидување.